додека јас, односно Марко подготвува, јас ќе ја поздравам нашата драга Зорица Теофилова, која што е уредник во издавачката куќа Полица, и ќе упатим утрински поздрав до неа од мене и од Марко. Добро Зорица, утро. добро утро од целиот тим. Добро утро, добро утро. Како си ни, Зорица? Добро. Спремно за на работа. Спремна за на работа и спремна заеднички да го одбележиме, Зорица, светскиот ден на книгата. Ние со Цеце тоа велиме дека изминативе 10 години и ти си дел од семејството наше. Не сме ти имале одамна, еве вака постфестум што ќе кажеме, ние срекни празници и се надеваме дека уште многу книжевни четива ќе донесете и автори за публиката. Зорица, ние во овој дел од емисијата си подготвуваме нешто, па тука некако би сакала и така да го поврзам или да го започнеме разговорот, да ни кажеш кога вообичаено започнува твојот ден и како започнува, дали е тоа со глутка кафе или можеби чај, какао, некој друг напиток, и колку можеби појадокот сметаш дека е важен во текот на денот? Па, денот ми започнува некаде 6:30, 15 за 7 тоа време. Тоа е со нас некако добре. Да. Тука негдека со вас, да. И немам некои посебни ритуали и процедури од сабајле. Значи, штом се будам, нели, она лична хигиена. Лична хигиена, нормално. Брзо се подготвувам, значи не се влечкам нешто. Ми се случило за 15 минути како сум се разбудила да сум излегла низ врата и кај работа. Не. Така, ако ни е се спремно во глава, тогаш ще е полесно, предпоставувам. Време за кафе, прво дали си љубител на кафе? Па не сум некој голем кафеџија. Ми се случува првото кафе да го испијам на работа негде кај 11-12, ако и воопшто се напијам кафе. Так, некогаш знаеш да го прескокнеш, предпоставувам. Да. Знаеш како велат, кафе со книга е една можеби од идеалните комбинации, но некои луѓе тоа го комбинираат со чај, со какао, со некој друг напиток. Имаш ли можност или дали некогаш така си практикуваш во мир и тишина со некаков напиток да ја прочиташ твојата омилена книга или она која што нели во моментот ти е на ред? Тоа веќе е друга. Комбинацијата кафе со книга ми е супер. Уживачко искуство. И кога ќе седнам да си читам книга, најубаво ми оди со Ти оди некако кафето тогаш, така? Да. Супер, Зорица. Инаку во моментот ние подготвуваме да знаеш дека не сме со дистракција. Внимателно те слушаме и цела македонска јавност. Не знам какви ти се тебе, можеби, обичаите или традициите наутро, какви ти се оброците лесни, знаеш да направиш, многу знаат, нели, мајки, родители наутро во 6 часот да ги подготват, нели, оброците за своите деца, за семејството, за потоа, нели, да имаат простор за други активности. Како ти е тебе вообичаено тоа направено како агенда? Сакаш да кажеш ручек кога се прави? Па и ручек, знам дека мојата сестра некој пат станува во 5:30 наутро и прави за ручек спанак, па вечерта кога ќе дојде, не знам, другата внука да нешто друго и секој со своите, нели, идеи за денот. И комбинација. Да, на брзина спремам појадок наутро. Што се однесува што вели Марко до ручекот, или нешто од вечер, или пак нешто кога ќе се вратам од работа, некоја лесна брза комбинација. Така што од сабајле, да ти кажем право, многу не се замарам со како нас не. Со подготовката. Така, има време за други работи во раните утрински часови. Зорица, со оглед на тоа што ни спомена дека си рано будник, претпоставам дека овие утра периодов кои што ги имаме, веројатно посебно ги уживаш, ќе се согласиш, изгресонцата се многу убави. Температурата надвор е многу пријатна, па некои од луѓето знаат и да си прошетаат во овие денови. Дали можеби и ти практикуваш нешто такво? Па не, за жал, иако би сакала, нели, барем некоја мала прошетка, тоа реално сега, мислам, времето ни е, нели, сите сме во некој брзање за жал, така што тоа гледам понекогаш за викенд да го практикувам. Вака, во текот на работната недела малку потешко ми оди. Така, денеска споменавме овој 23 април, многу пати од утрово, споменавме дека е светскиот ден на книгата, денот посветен на литературата, од друга страна пак би рекле и ден кога можеме да зборувам за тоа колку е важно да читаме книги, генерално воопшто да читаме, затоа што тоа е една огромна вежба за нашиот мозок и нели за одржување на живост на истиот. Како во Полица ќе се одбележи можеби овој ден, веќе по социјалните мрежи може да се види една ваша интересна акција каде што сите или можеби поголемиот дел од книгите и делата се продаваат по половина цена. Точно, ние
секогаш ги одбележуваме деновите што се поврзани со книгите, со читателите, со читањето. Така ќе биде и овој пат. Најчесто тоа го правиме преку објави на социјалните мрежи. Точно така, да, значи имаме постојана акција на нашите изданија од 30% во нашата книжарница. Секако знаете дека ни предстои сајмот, Скопскиот сајм на книга. Во предсред сме, така. Да, сега сме ги вршиме последните подготовки, да биде се подготвено, да не доцнеме со новите изданија што ги имаме и секако да навреме да го подготвиме она се што сме го замислиле за годинишниот сајм. Можеме ли да најавиме, Зорица, некое можеби ексклузивно дело, некој автор кој што ќе биде тука, затоа што веќе подготовките се во тек, стандардно сајмот е во месец мај, но Мај, точно, да. Еве го и мај, полека ќе дојде. 14 мај. Да, мислам многу брзо ќе дојде и сајмот. Па како секоја година и оваа година подготвуваме неколку нови изданија покрај оние што веќе ги издадовме, како на пример тоа е романот за деца Волк од Саша Станишич. Многу интересно четиво што во ова време каде што постојано се нагласува онаа потреба да се справиме со булингот, да обрнеме внимание, значи ова е книга што навистина ни дава увид во една таква приказна и како може да им помогнеме на тинејџерите особено да се справат со таква една непријатна ситуација. Потоа тука е книгата од Јанис Варуфакис, која сметаме дека е навистина значајна што излезе во превод на македонски, како функционира економијата и каде греши. Значи тоа е една книга што сите би требало да ја прочитаат за да ако сакаат да разберат како навистина функционира економијата. Значи напишана е на многу пристапен начин, не се користат термини економски за да не можеме тоа сето да го разбереме. Значи ако начелно е Јанис Варуфакис ја напишал за неговата ќерка тинејџерка и начелно е наменета за тинејџерите за да разберат како функционира овој дел од општеството, меѓутоа може и секој возрастен да ја прочита за да разбере како функционира овој дел од светот околу нас. Потоа тука секако се класиците на кои им обрнуваме внимание, расказите од Горки и од Едгар Алан По, едно прозно дело, и романот Семперидем од српскиот автор Ѓорđe Лебовиќ, кој веќе има 17 изданија во Србија. Значи тоа се дела што веќе ги објавивме, а за нашите читатели на сајмот ќе можат да го најдат и третиот том од избраните драми на Горан Стефановски. Тоа е нешто што навистина се гордееме, ќе ја продолжиме оваа едиција на неговите драми. И уште неколку дела да оставиме. Да не откриваме се. Да, бидејќи ќе биде Да, секогаш сте тука и за децата и за тој сегмент, да речам, за литературата, така што верувам дека секогаш и да понудиме и нивните апетити ќе бидат задоволени. Така, да. Марко, до каде е работава? Не ми успеваат некои работи, ама ќе се потрудиме да биде добро до крај. Инаку сакам да те прашам исто, Зорица, со оглед на тоа дека денес ни доаѓа професорот Александар од Битола и говорејќи секако за вештачката интелигенција, колку таа денеска му пркоси на 21 век или пак му прави услуга, ти ќе ни кажеш твое мислење можеби. Со сите се согласуваме дека можеби сме генерација од 80-тите, па се уште нели го сакаме мирисот на книга и така натаму. Претпоставам дека секоја издавачка куќа во светот успева да се адаптира секако со нови методи, супститути да донесат за и новите генерации, бидејќи генерацијата Z практично не дека не ги има можеби нели омилените корици и така натаму, меѓутоа сепак нели ги користат своите паметни уреди за да прочитаат некакош и добро дело. Некогаш и образовниот систем мака мачи, нели да се обиде некако да се адаптира и се уште да донесе книгата како физички момент и елемент. Како физички, да. Меѓутоа, чисто ме интересира околу твое мислење околу вештачката интелигенција. Свесни сме дека зема се поголем замав и мислам дека навистина може да биде корисна во одредени сегменти, но
сепак во некои области, да речем, каде што сепак се уште мислам дека не се забележува, значи дека е вештачка интелигенција во прашање. Сепак во некои сегменти се уште е потребен човекот и неговиот ум и начинот на кој ние размислуваме за да решиме одредени проблеми. Например, тоа поврзано со нашава сфера на действување со издаваштвото, со преводот. Значи, токму тоа се забележува во преводот. Мислам дека колку и да се користат оние алатки за превод кои се базираат на вештачката интелигенција, мислам дека тој превод му недостасува на суштинското. Затоа што сепак преводот е една комплексна активност која мислам дека вештачката интелигенција уште долго време нема да може да се изедначи во смисла како тоа би го направил човечкиот мозок. Така што барем во овој дел мислам дека не се уште област што во која вештачката интелигенција, односно човековиот ум е неприкосновен. Јасно. Така, се согласуваме и ние апсолутно. Инаку Марко најде решение како и секогаш. Ако едно не успе, ќе најде друго. Така што мора човек да се снајде. Мора човек да се снајде. Така е, Зурица. Сега ги Зурица. правам рачно со оглед на тоа дека го користам. Да, подобро рачно отколку Ништо подобро. Ништо подобро. Тука некаде, Зорица, ќе ти заблагодариме, ќе те оставиме да уживаш во остатокот од ова утро, да си го направиш сето она што тебе те исполнува во текот на денот, кај да веќе ќе биде време за започнување со работните обврски. Посакуваме убав ден и веруваме дека денеска особено ќе биде и фреквентно со луѓе кои што ја обожаваат книгата и кои што навистина ќе сакаат еве можеби и по повод денот да дојдат и да си одберат можеби некое ново четиво од вашата издавачка куќа. Благодарам за овој утрински разговор, што е вака после долго време си помоабитивме. Така е. И се надевам дека нема да помине многу време до следната средба. Нормално. Саемот не очекува за многу скоро, па тоа може да биде причина плюс за една нова дружба. Да се подружиме и таму. Така е. Ти благодариме, Зурица. Беше тоа Зурица Теофилова од издавачката куќа Полица, па по повод светскиот ден на книгата и литературата.